по 18 часот, што значи време е за листа за 300 квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени како и секогаш и чекаат да ги повикам за да седнат во нивните надпреварувачки кабини. Па затоа да не должам повеќе, прво ќе ги повикам и на то ABC-чките победници или претходните победниците од минатото издание или денешните домакини, а тоа се Чеде и Павле. Повелете. Кога ве најавува, момци, вас нозе ми се тресат. Павле, Чеде, добри ли сте? Добро. Одма ме подсеќате на опера и одма раце почува да ми се потат. Не, страх ми е да не дознае на кумата моја мајка и дека слабо стојам со оперите. Поздрав до Славица Петровска Галич, наша позната оперска дива. Срамота што не ги знам и се извинувам, што вака слабо се покажав минатиот пат, па дури и сега кога ве видов, ме потсети на тоа, се стресов целиот. Но да заборавиме на минатиот пат, да се фокусираме на денеска. Павле, Чеде, дали сте расположени за уште една партија листа за 300? Расположени и се надеваме нема да има пак опера. Ќе видиме кјути, сега следно не опера, не знам што ќе биде. Балет. Балет, да. Опера и балет. Познати балет, точно. Во ред, ако немаме што повеќе, да не ве дефокусирам, тоа ми е работа, дека вака можам до утре да смоабити празни да си правам, ама на крајот на вас ќе се одрази целото. Затоа, да ви спратам во вашата домакинска кабина. Павле, Чеде, денеска како домакини, повелете во домакинската кабина. А секако, за да продолжиме понатаму, ни требаат и нивните противници, односно да ги запознаеме денешните предизвикувачи. Таа улога и припадна на Мартин и Златко. Повелете. Мартин, здраво. Златко, здраво. Можете понапред тука да си застанете слободно. Страх ми е да не сопне некој да не падне од бината. Како сте, момци? Супер. Супер. Мартин, да те запознаеме на кратко, кои информации сакаш ти сподели ги? Мартин Илиевски од Инџиково, Скопје. Колку години си, Мартин? 20. 20, млади момци. Студирате нешто, работите? Студенти на Финки. На Финки, браво, значи интелигентни момци, на моје огромно задоволство, ќе видиме како се. Добар си, Мартин. Златко? Јас, Златко Јовановски, од Трубарево, Скопје. Исто на Финки студираме, 20 години. Од таму се познавате или од порано се Од порано се познаваме, од средно. Супер. Средно кај завршивте? Во Илинден. Во Илинден, одлично. Браво. За денеска подготвени? Па, ќе Да се видиме. надеваме. Да се надеваме, трем имате? Малку. Малку. Заборавете, тој претходно ви кажав. Значи, слушајте ги темите, на тоа фокусирајте се, тоа е најбитно. И како да понудете што можете повеќе одговори. Тоа се бара од вас, на друго се заборавете. Денеска почувате како предизвикувачи, дали ќе продолжиме понатаму како домакини, останува да дознаеме сите. Мартин и Златко, ваше предизвикувачката кабина, повелете. Чеди и Павле, односно Мартин и Златко, седна во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба. Прво ќе ве замолам да исклучиме кабината на Чеди и Павле. Мартин и Златко, дали се слушаме? Се слушаме. Какво е чувството во кабината кога влегавте? Супер. Така да лава во тоа ти. Момци, во продолжение со среќа, значи доколку имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате, ако нешто не ме разберете, дека понекогаш и брзо зборувам, слободно да ме прекинете, да ме препрашате, за да не направиме непотребна грешка поради недоразбирање, договорено? Важи. Со среќа, сега ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на Чеди и Павле. Се слушаме? Да, се слушаме, да. Се слушаме? Да. Да. Се знам дека се слушаме. Се е во ред и со вашата кабина, може да продолжиме понатаму? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи време е за листа за 300. Како и секогаш така и денеска, започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи: зборови што завршуваат со ица, односно ИЦА. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквите ИЦА, односно ИЦ.
Ц, А и кои имаат најмалку 4 букви. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и слично. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, имиња на народи и слично. Чеди Павле, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Мартин и Златко, дали не е јасна темата? да. Супер. Веќе ви е добро познато, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи денеска во таа улога се Мартин и Златко. Да ја случиме кабината на домакините, а Мартин и Златко, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Едно. 1. Започнуваме скромно со 1. 5, 5. 5. 6. 6. 10. 10. 11. 11. 14. 14. 15. 15. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. Плюс 1. Плюс 1 значи 19. 20. Округла 20. Плюс 1. 21. 22. 22. Нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме, Мартин и Златко. Немаме многу надавања, имаме 22 празни полиња, но сепак не се ни толку малку за да биде се онака наивно. Се надам дека знаете 22, затоа што толку се потребни за да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Пица. Пица. Како би пукнале на пица сега? Искрено вака како правиме муабет. Точен одговор. Жица. Жица. Така е. Скица. Скица. Точно. Верверица. Верверица. Точно. Гасеница. Гасеница. Така е. Лица. Лица. Така е. Лутеница. Лутеница. Точен одговор. Кој ќе биде следниот? Зимница. Зимница. И зимница е точен одговор. 8 до сега точни. Краставица. Краставица. Крастајца. Така е, точен одговор. Ротквица. Ротквица. Точно. Кралица. Кралица. Со кралица на пола ќе бидеме. Гледате, лесно оди работата. Така е. Стапица. Стапица. Така е. Станица. Станица. Така е. Убавица. Убавица. На која убавица ти текна тебе, Мартин Селах? Не ни откривај, чуј си за себе. Така е, точен одговор. Венчаница. Венчаница. Точен одговор. Марамица. 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 Јас се извинувам, потекаш намерно не повторувам кога нема да слушнам убаво, за да не сугерирам одговор некој. Марамица. Мартин и Златко, марамица во македонскиот речник го нема како збор, србизаме кој што го користиме
нели, разговорно меѓу нас. Доколку мислевте за марамица за бришење, тоа е марамчиња, а доколку мислевте нели на, да речеме, джигер во марамица, тоа е само кај нас разговетно преведено би било нешто джигер во обвивка, така. Зборот марамица за жал го немаме заведено. Може би во иднина, зашто знаеме дека нели јазикот е жива материја и секојдневно нови зборови се внесуваат во речникот, да се надеваме дека наредниот пат кога ќе дојдете, дека ќе го има и дека ќе може да го играме како што треба. За жал сега не можеме да го признаеме. Ништо не готово, супер бевте, стигнавме скоро до крајот на одговорите, ни фалија уште малце доке 17, ако не се лажам 18, стигнавме и многу ми е жал кога вака ќе се случи, но ништо не е готово. Имаме уште една лицитација за играње, имаме шанса да го промениме резултатот. Затоа само храбро во продолжение и фокусирано, договорено. Чеде и Павле, среќата ви се насмевна, да, среќата ви се насмевна. Ете, ја искрено би го играл зборот марамица, зашто ми е, да, но ете, по долга проверка од целиот тим не успеа да го најдат ниту во пишаниот речник, ниту во дигиталниот македонски речник и за жал не можеме да го признаеме, зашто тоа се изворите од каде што ги црпиме нашите одговори, нели? Ги потврдуваме. Јас ќе прочитам уште дел од оние зборови кои што може да ги кажат Мартин и Златко, но ете, не стигнаа да ги кажат. Тука имаме автопералница, потоа алатница, антикварница, бабица, бакалница, бароница, белвица, белезица, берберница, безпарица, добро познато на сите, бутканица, бурекджилница, вилица, винарница, влезница, жолтица, зајачица, златарница, извидница, јаболтница и така. Натаму ги има многу зборови во македонскиот јазик кои што завршуваат со ица. За жалите не успеавме да ги кажеме сите. Но ништо не е готово, како што реков, имаме уште една лицитација за играње, може резултатот за момент да се промени, доколку Златко и Мартин ја добијат оваа лицитација, ќе се преселиме на пенали, па преку пеналите ќе го дознаеме денешниот победник, но доколку кикснати овој пат Чеди и Павле повторно ќе ми се придружат на главната сцена со надеж дека нема да им се паднат повторно опери и ќе се надпреваруваат за парична награда, но да не збориме пред време. Сега е време за втората лицитација, а темата за истата гласи: хемиски елементи со буквата Н во името. Извор ИУПАК, Интернационалната унија за хемиски истражувања. Бараме имиња на елементи од периодниот систем во чие име се содржи буквата Н во наша транскрипција. Според последните податоци, признати елементи има 118, а со буквата Н се нешто помалку од половина. Чеди и Павле, дали ни е јасна темата? Да, со буквата Н. Да, што ја содржат буквата Н? Мартин и Златко, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. За жал во таква ситуација се наоѓаат Мартин и Златко, што значи ќе исклучиме кабината на домакините. Мартин и Златко, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 5. Започнуваме со 5. 8. 8. 9. Едно повеќе 9. 10. 10. 11. 11. Плюс 1. 12. 13. 13. Нека одговарат. Да одговараат. Ајде, Мартин и Златко, да видиме, немаме многу надавања, 13, повторно вас ве фрлија Воган. Денеска онака ептат. Како и да е, имаме шанса сега да си го освоиме овој поен, се е во ваши раце, затоа внимателно, сконцентрирано, комуницирајте меѓусебно, договарајте се што како за да не направиме непотребна грешка. Која сагата започнете? Натриум. Натриум. Точно. Цинк. Цинк. Точно. Магнезиум. Магнезиум. Тоа што си пијам секоја вечер. Така е.
Алуминиум. Алуминиум. Точно. Германиум. Германиум. Точно. Плутониум. Плутониум. Ево, среќа не пијам секоја вечер. Точно така. Арсен. Арсен. Точен одговор? Поминавме поише од пола. Ајде убаво си размислувавте. Што се сетнавте се? Аргон. Аргон. И аргон е точен одговор. Штета што не сме на другиот дел за парите, кај што се ќе ви помогнев сега. Со мали асоцијации многу ќе ви помогнев, но сега не сме. Платина. Платина. Како ще ја вика платина? Бело злато. Така нешто. Вајде ако не грешам и јас со елементиве скарам со малце повеќе. Но, точно така, платина е точен одговор. 9 за вас не остануваат уште 4 момци. Манган. Манган. Така е, манган точен одговор. Има уште време за размислување, ќе ви кажам кога веќе почнат тенка да станува работава. Ајде. Айнштаниум. Айнштајниум. И Айнштајниум е точен одговор. 2 не делат, но бидете внимателни, почнува да изменуваат минутите за размислување. Се уште имате, но мора малце побрзи да бидеме. Не сакаме времето да не сгази. Неон. Неон. Ајде, сега станува интересно да видиме неон дали е помеѓу овие хемиски елементи. Така и неон е точен одговор. И уште едно, Мартин и Златко. Кој ќе биде? Не можете да се избрукате, више, види, набројавте дупло поише од јас што знам, така да. Ако некој се брука денеска, тоа сум јас. Дали имаме нешто, момци? Ајде. Имаме нешто? Ја морам да почнам да бројам, многу ми е жал. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Месинг, ајде. Месинг. Ајде да видиме месинг. Месинг, момци, е легура. Не е химиски елемент. Уште претходно не можев, кога ве слушав, не можев да го најдам тука на списокот, па проверив. И не се наоѓа нели помеѓу оние химиски елементи. Многу ми е жал на последното. Лизнавме, а супер бевте 12. Сега ќе ви прочитам, некој ќе ви текне одма. И многу ми е криво што вака се испраќаме поради еден одговор. Сериозно ви кажам, ќе мора повторно да дојдете во брзо време за да го поправиме резултатот. А тука ги имаме уште. Ај ќе ги прочитам. Добро, нема сите, сепак доста се. Ванадиум, потоа гадолиниум, добро, дубниум, индиум, калифорниум, копернициум, криптон, ксенон, потоа лантан, магнезиум, кажавме се, извинувам, лоренциум,
селен, тантал, титан, франциум и така натаму. Знам дека ви текна. Ова ми е најболниот момент и мене, кога треба да ги прочитам одговорите и кога знам дека надпреварувачите ќе знаат доста од нив и ќе им биде криво. И мене ми во истиот момент ми паѓа тешкичко. Многу ми е жал што вака заврши работата, но од друга страна па мислам дека супер си поминавме. Ова беше ваше прво учество во листа за 300. Искрено само неискуството ве денеска ве порази, ништо повеќе. Знам дека наредниот пат кога ќе дојдете во листа за 300, што искрено се надевам дека ќе се случи, резултатот ќе биде многу поинаков. За жал денеска морам да ви кажам чао. Чао, чао. Чао. А Чеди и Павле, одлично одиграно. Успеавте на кондиција да ги фатите на неискуство и тоа резултираше, со ваша победа. Сосема заслужено, ви се одморивте убаво, збор не кажавте, што значи сега ќе треба малце повеќе да одговарате. Се надевам. Да, ќе видиме како ќе треба малце поактивни да бидеме. Да. Како и да е. Чеди Павле, честитки, повторно ќе се дружиме тука на главната сцена. Сега е време да ги повикам Чеди и Павле да ми се придружат на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, се враќаме по паузата. Чеди и Павле повторно ми се придружија тука на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да освојат парична награда. Се надеваме дека денеска нема темата да биде како минатиот пат, поврзана со опери, но можам да им кажам исто така и дека не е поврзана со нивната омилена тема спорт. Некаде помеѓу е целата работа. Ќе дознаете, интересна тема имаме за денеска, но пред да го направиме тоа, да ви ја кажам темата, да протрчаме низ нашата листа. Имаме 15 празни полиња. Доколку 3 од овие ги исполните со точни одговори, вас ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате од тука со 300 евра, што и искрено ви го посакувам. А да не должам сега повеќе, време е да дознаеме и денешната тема на која што го тестираме нашето знаење. Тоа е држави каде втората буква е Р. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет, каде втората буква во името е буквата Р како Раде. Ако името е од два збора, се признава втората буква од првиот збор. Се разбира, имињата ги бараме во наша транскрипција. Црна Гора. Грузија, Црна Гора. Македонија, Грција, Грузија, Црна Гора. Со два збора се признава, нели? да. Втората буква Р. Грција. Грција. Точен одговор? Грузија, Грузија. Грузија, втор точен одговор? и Црна Гора. Црна Гора. Ерменија, Франција, Франција и Бразил. Црна Гора, точен одговор. Одиме со Ерменија, Значи, продолжуваме понатаму. да. Добро. Ерменија. Ерменија, Франција, Франција, Само момент. Ерменија, точен одговор. Потоа Франција. и Бразил. Франција. Франција, пети точен одговор. И, извини, кој рековме последен? Мислам, шести. Бразил. Бразил. Бразил, да. Бразил. Бразил за 100 евра. Точно така, имаме пари за на карневал сега додиме. Оп, извини. На карневалот во Бразил пола карта купена, авионска, имаме 100 евра. Хрватска, Хрватска, Аргентина. Србија и Аргентина. Србија, Србија. Продолжуваме понатаму, Да, значи продолжуваме. официјално се измија, морам да ве прашувам тоа. нема проблем. Србија, точен одговор. Потоа Хрватска. Така е, точен одговор. Аргентина, Аргентина. Точно така. И 150 евра се во ваши раце. Нели сега треба да бидеме внимателни за понатаму, сепак имаме убава парична сума која што може да изгубиме. Проверете се меѓусебно. Можам да ви кажам вака. Во едно од минатите издања на листа за 300 се пошегував со Иран. Тие ги имаме, тие ги Имате, имаме, добро. се од третата ја барам. Третата ја барате. Па ќе ви кажам прошетете малце дека е Јужна Америка натаму. Перу, Чиле, Венесуела, Уругвај. Уругвај. Уругвај,
Одиме понатаму. Ја мислев Уранија, ето. Уругвај. Уругвај. Така е, точен одговор. Ирак или Иран? Епа не знам кој е точно, брат, сега не сам да сгрешим. Ај двете, може двете? Ајде двете ќе ги играме. Ај прво Ирак ќе пишеме да видиме дали е точно. Ирак точно. Епа Ирак е точно, значи Иран не погрешен. Иран, тој како сакајте викајте. Честитки 200 евра се момци ваши. Ајде сега. Остануваат искрен ќе бидам и вака. Уште колку? Се вкупно, значи уште 5 држави ги има се вкупно. Се вкупно уште. Да, не, извини, 6. Математика вам е хаос, Марце. Не е се вкупно, значи. Точно така. Кој беше едно време? Шри-Ланка. Шри-Ланка. Браво. Шри-Ланка, Тринидад и Мислам да Тобаго. ти мене. И уште едно. Кој беше? Имаше едно време, го викаа дека е еден од најбогатите луѓе, шејк од некаде беше, дали ви текна, што... Да, Султан се извинувам, ама тука морам да застанам. Зашто веќе ќе ме гарат сериозно. Брунеј, Дарусалем. Држава. И синот што ми играше фудбал у Милан негде. Не знам, тоа ми Најбогатиот шест ви кажам. во Одма со спорт поврзо. Да, готово. Значи, пак успеа со спорт да Шри-Ланка, површи. Брунеј Тринидад и и Тобаго. Тринидад и Тобаго. Три. Одиме понатаму? Одиме понатаму. Се ако сум ви изложил за некоја интересна ќе. Брунеј. Да. Брунеј. Брунеј или Брунеј Дарусалем. Брунеј. Султанат. Знам, ја го памтам по тој дека шолите за во WC му беа златни. Не знам зошто, кога знаеме која е поентата кога одиме таму. Ама окей. Ако дојде зор со пари, оди во WC. Точен одговор. Да, одиме Шри-Ланка. 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 За Шри-Ланка, браво, што ви текна. Точен одговор. И Тринидад и Тобаго. Тринидад и Тобаго. Да не беше обратно, бе? Тобаго и Тринидад? Не. Не, Тринидад. Епа, чиме е така. Ке си готнам. И ке си честитам за освоени 300 евра. Браво, момци. Малце се помачивме на моменти, но брзо ги сваќавте асоциациите. кои што ќе Благодарам на видам. кинтот еднаш два пати. Да. Што благодарам, 100 евра треба да дадете. Нема проблем, нема проблем. Се жега. Ќе се Уживајте почестиме се. нешто. Не мора ништо, со здраве да си ги трошите парите, ваши си се тие, заслужени, сепак не дека ништо не правевте. Или не правите денеска ништо, сепак. Како и да е, парите си се ваши и на моје огромно задоволство ќе се дружиме повторно во следното издание на Листа за 300. А пред да продолжиме понатаму, мене ми остана уште 2 или 3, да ги кажеме 3. Да, тоа се брегот на слоновата коска, Ирска и Еритреа. Тоа се трите држави уште кои што беа во игра, но Павле и Чеде нема потреба воопшто да се замараат со истите честитки до нив. Се надевам, драги гледачи, дека и вие уживавте во денешното издание на нашиот квиз онолку колку што уживав и јас во продолжение. Ви препорачувам да останете со програмата на телевизија Сител, да се релаксирате и да уживате во остатокот од денот. И не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао до следниот пат.